Агенцијата за млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет, со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонски спортски легенди. Почитувани гледачи, секој период си има своји спортски јунаци. Токму целта на оваа емисија, која ќе има на некој начин и документарен карактер, е да ви ги представи тие херои од спортските арени, кои со своите постигнувања и резултати оставија белег врз целокупното наше живење, не само на спортското, и се издигна до нивото на спортски легенди. Јас како сведок на многу настани, особено во втората половина од минатиот век, исполнувајќи ги професионалните обврски најнапред кон читателите на Нова Македонија, а потоа и кон ТВ гледачите, имав можност од поблиску не само да ги бележам и регистрирам резултатите, туку и непосредно да се радувам на тие спортски дострели. Емисијава значи ќе биде враќање назад кон времето минато и низ кажувања на актерите и нивните современици, ќе ве води не само низ спортската биографија, туку и низ нивната животна сага. Почитувани гледачи, ја чувте најавата за овој серијал емисии за македонските спортски легенди, па ми представува навистина задоволство стартот да биде со една вистинска шампионка, голема пливачка маратонка и воопшто пливачка Атина Бојаджи. Име познато на спортската јавност не само во нашата држава, туку пошироко во целиот свет. Атина се сеќавам уште на времето, дури јас кога ги правев оние први чекори, например, на атлетската патека и први новинарски текстови, беше популарна, па и си помислував, добро би било некогаш и јас и моите околу мене да стигнат до тие спортски височини. Некој успеа, некој не, меѓутоа Атина беше навистина една спортска звезда што блескаше во тој период и што ги воодушевуваше сите, и со својот изглед и онака симпатична млада девојка, секогаш расположена, весела, а многу опасна кога се наоѓаше во водите од езерото или морето или не знам каде што се одржуваа маратоните. Па еве, Атина, јас за тебе на почеток толку, па сега би било убаво да слушнеме од тебе. Знам дека си од Охрид, знам и кај ви беше семејната куќа, едно убаво семејство, одма покрај езерото, па сега дали тоа беше она што представуваше предизвик, еве, да се определиш за пливањето, посебно пливачкиот маратон? Прво, голема чест ми е што јас мислам дека ни ова е еден прв поголем интервју, зашто јас многу те почитувам или ве почитувам, не знам, многу се знаеме долго, можеме на ти да се обраќаме. Точно е она се што кажа, дека сум родена во Охрид, куќата е поред Охридското езеро, што значи дека си имавме и своја плажа, каде што некои викаат побрзо научивме да пливаме него да одиме. Сега, дали тоа на некој начин ја усмери мојата судбина, или па прво мојот брат, познатиот исто маратонец Дики Бојаджи, кој што прв почна со пливањето на маратонски трки, али да се навратам предходно дека на некој начин ме повикаа да ме видат таму, зашто базенот беше, Охриѓани знаат таму каде што е пристаништето, импровизиран базен. Отидов, тренерите видеат дека веројатно имам, тогаш имав можда едно 10 години, имам предиспозиции за пливање и така почнав да се занимавам со куси патеки, каде што постигнав за многу брз временски рок многу убави резултати. Станав апсолутен рекордер на
во слободен стил, во грбно, во делфин, на сите дисциплини, така да бев едно малечко можда чудо, што се вика, зашто бев така слабашна малечка и така натака. И ги држев тие рекорди, бога ми, подолг период, дури и кога престанав, јас мислам помина еден период додека ги оборија сите рекорди. После тоа јас еден известен период престанав и многу рано се омажив, мислејќи дека е тоа и крај на мојата спортска кариера, ќе се занимавам со мојата фамилија и така натака, али во тие времена се одржуваше маратонот, се сеќаваш ти, Капри Наполи, каде што постарите маратонци од Охрид, од Македонија, таму учествуваа и се роди идејата да се одржи првиот Охридски маратон во Охрид, кој што го во тоа време важеше, се нарече Светско првенство на сладки води, а Капри Наполи беше Светско првенство на солени води. Почнеа мене да ми зборуваат, ајде, зошто и ти не би покушала и ова, меѓутоа кај мене се јави на скепса, па побоги луѓе, јас веќе 2 години не тренирам и тоа, меѓутоа мислам дека тоа што сум го наследила од своите родители, дека зошто да не почнам, зошто да не видам. Нивната упорност и нивната љубов, која што ни е дарива ние сме 3 деца, кои што стварно беа прекрасни родители и направија од нас да бидеме поштени и образовани луѓе, што е една и голема работа. Одлучив, јас таткото многу рано го изгубив на мојата 14-та година. Мојата мајка, на жалост, беше парализирана, али беше полна со живот. Тоа е нешто невидено. И одлучив, и мојот сопруг, морам да го споменам, зашто веќе бев мажена, многу рано да не ми избега мажот. Ме натераја да покушам, па сега што ќе се случи, ќе се случи. Со 1 месец тренинг, кога дојде таа елита, вие се сеќавате тие египчанки. Дури на имињата Абу Хејф, Зајтун, Ханафи, така, мислам, Зохеир Елбаки, имаше Траваљо, италијанец. Џулио Траваљо, имаше. Си реков, а ти што ќе правиш ти? Во еден момент, стварно, еден страв се појави кај мене. Тогаш трката беше, се сеќаваш, од Пештари се пливаше до Струга и од Струга до Охрид. Јас сега не сум компетентна тоа да го кажам, али мислам дека е многу потешка него денешната трка. Зашто го препливаш целото езеро со струи, со пак враќање од Струга на кај Охрид. Враќање и така натака, да не должиме. И се случи тоа што се случи, што ни самата јас не верував. Пливајки, наравно, секогаш имате кризи, се случуваат, зашто вие да пливате по 9, 10, 11 сати, не знам, тоа е на некој начин во споредба со гладиаторски спортови. И стигнав, и кога стигнав, и јас самата не верував. Сега ми кажуваја мене од кајчето, како што ние охриѓани го нарекуваме, дека сум прва. И стварно бев прва и мислам, а ќе се сложиш валда со мене, дека толкава гледаност во Охрид сигурно имаше негде 40.000 дојдени. Ми го зеде зборот, токму тоа сакав да кажам. Таму немаше место едноставно веќе. Од Карлево све до таму, тоа беше преполно, има слики каде што се гледа. И сараишće таму, и куќите покрај езерото, па се до зад пристаниште. Што би рекли, една фешта. И стварно поносна сум што на тој маратон излегов прва, ме прогласија за светски првак. Јас не верував. И ме однесува во хотел Палас и све тоа ме исчистија од таја ланолин и глицерин со што не мачкаат. Меѓутоа не бев свесна што сум направила. Тек после неколку дена сватив новинарите, тоа што го пишуваа, зашто тогаш бевме ипак една поголема држава Југославија. И така почна мојата кариера.
Значи, поттикот беше токму на тој Да. прв Охридски маратон, веднаш шампионска светска титула, тоа е голема Сигурно. работа. Се сеќаваме на тие моменти, беше прекрасно. Атина Бојаджи е апсолутно досега најголемата легенда на македонското пливање. Ја познавам лично од 12 години, од кога се врати од Сараево. Меѓутоа, она е поврзана некако со моето детство. Јас растев во семејство, инако струмичанка сум. Струмица било секој спортски град, беше. Растев со тројца браќа, со татко, со дедо, кој што од многу мала ме заразија со спортот и почнав да го сакам со сета своја душа. Се следија сите спортови во куќата, меѓутоа тоа време немаше телевизија, па секогаш бевме до радиото. И се одржуваше првиот маратон во Охрид. На светско ниво дојдоа најголеми пливачи. Тоа време сигурно сум имала 12 години и се сеќавам дека најавија ќе плива Атина Бојаджи и она се уште многу млада. Ќе плива нејзиниот брат Дики Бојаджи. И некако бевме горди на сето тоа, меѓутоа треперевме во душите што ќе направат. Иако јас многу мала, тоа време Космај тие радија така се викаа, и тоа беше во куќата. И така залепена просто како одминуваше денот и како тие пливаа, залепена до радиото и слушам, и слушам, и слушам. И во еден момент рекоа дека Атина почнува да граби, да граби, да граби и излезе прва. Таква радост беше во куќата, така скокавме, така се радувавме, што сега од оваа дистанца кога гледам, би рекла дека спортот навистина ги прави среќни луѓето. Потоа, значи, тргна оној маратонски пат на Атина Бојаджи, што беше следно. Јас се обидов така да се вратам во сеќавањата трки тамо. Едно од најнапорните ми се чини ти била од Саид до Бејрут, така прочитав некаде нешто. После Капри Неапол и конкуренцијата беше опасна. Таму имаше една холандјанка, низ, па имаше и други, па да, не знам. Јас Ајде, подсетиме. Да. Учествував на многу маратони, сега да ги додиме редослед и да ги спомнуваме сите, стварно би требало многу време, меѓутоа на Капри сум пливала негде околу 7 пати, од кои што неколку пати сум била прва, еднушка друга, еднушка се онесвестив, така да во сите тие маратони имате разни згоди и незгоди, али постигнував доста големи успеси и 62 година, јас мислам, веќе јас годините не ги паметам, се одржуваше во Бејрут трката, која што се пливаше, тоа е Саида, едно пристаниште поред Бејрут, па се пливаше до Бејрут, каде што отидовме сите пливачи од Македонија и од цел свет, имаше негде околу 30-35, не се сеќавам тачно. Требаше да се стартува од Сабајле, како и на сите трки негде кај 6 сатот, за да стигнат сите, зашто имате некои ќе стигнат за 9 сати, некои за 10, некои 11, али сега по пропозициите знаете дека после првиот кога ќе стигне, после 2 сати се спушта рампата и сите веќе се дисквалификовани. Ништо ние вечеравме, се спремивме да легнеме, да се одмориме, кој ќе спие, кој не, зависи од тремата. Кога негде 11 или нешто, ни викат, ајде станувајте, старт. Уште не легнати. Уште не легнати.
И тоа на некој начин допринесе на сите да еден шок, на брзина спремавме. Во тоа време чај или тоа знаеш, ништо друго и не се земаше. И стартот беше на, знаете, 12 на полнок, темница, ништо осветлено. Се стартуваше, јас дури и ногата малку си ја повредив од едно мошче, пливајки така пливав, го гледав кајчето, на самото кајче имаше само една малка светилка и ги гледав, секогаш морате да имате двајца суди кои што се верифицирани. И во еден момент од исцрпено, зашто почна дури да повраќам, а многу е тоа тешко, да вие повраќате во вода, немате зашто да се фатите, се тоа ме исцрпи и да не бидам многу долга, во еден момент го нема кајчето. Дали јас сум ги затворила очите, што се случило не знам. Остануваш сама во морето, во темнината. И паника ме фати. Мислам, стварно паника, зашто кога ќе пливате, многу добро ти знаеш, едноставно после долго пливање ја губиш ориентацијата. Дали треба таму, ние поред обала пливавме неколку 4-5 километри. Или па кајчето да е тука, по него се знае. По него, така се плива. И тоа малку ме обесхраби, али си викам, а ти напливај, па валда, меѓутоа страхот беше да не кренам негде таму према длабочините, да се изгубам. Беше многу големо невреме, и после се пронајдовме, да кажам, тоа 2 пати се случи и пливав, да ви кажам, до утредента навечер. Значи, од 12 на полнок, тек вечерта кај негде 7:30. Значи, едно 7-18 часа. 18 чати, толку, скоро 18 сати траеше тоа моje пливање и кога слушнав дека скоро сите се одустанале, и само сме испливале еден египчанец, Мохамед Али се викаше така некако, како и овај, така му беше името, и јас. Просто неверојатно, и тоа стварно не само Југославија, него целиот свет беше на некој начин. Одушевен, јас ни самата не верував, од председателот добив и орден за храброст, како на луѓето кои што учествувале во војната, и една голема слава за мене, ајде и за мене да кажеме, меѓутоа за мојата држава, една малечка, пак Македонија, некој го направил тоа и повеќе не се одржи таа трка. Ти ја доби војната во таа единствена трка, доби и орден. Јас после тоа кажав на Капри колку пати на Охридскиот маратон, едино што не пливав, кога бев бремена за моето дете, 64-та година, 65-та ми се роди мојот син Новак. Новак, да. И живее сега, само да не испуштиме сега после. Сега живее, на жалост, во тоа српско Сараево, да не зборуваме, мислам, мојата тага е доста голема, зашто не е тука близу мене, али животот никогаш не знаете кај ќе ве одведи, кај ќе ве донесе. И се враќаме сега пак ние на патеките пливав водени. низ во Египет, не знам на колку трки сум учествувала, каде што сум била прва и каде што стварно сум ги доживувала и големите почести, примана од председатели, почествувана од председникот Тито. Сега, што да правам, понекогаш ми префрлуваат тоа. Ја живеев во тој период, тогаш тој беше председател. Дури златна значка и на некој начин сите почести сум ги доживувала, стварно. И не знам со колку председатели во својот живот сум се сретнала, кои што ми честитале. И стварно, прво, поносна сум што сум македонка, и што тоа една, македонка го постигнала и една македонка е запишана во историјата. Јас не знам кај нас во Македонија колку се внимава на спортската историја, али знам дека сум во светската историја и дека за секогаш ќе останам. Па затоа ги правиме и овие емисии, да останат и за поколенијата, да знаат дека Македонија што имала некогаш и тоа да биде вака како еден потик за помладите да се стремат да ги постигнат тие квалитети, да дојдат да станат навистина една спортска величина.
Сега да одиме полека кон Ла Манш. Ла Манш беше нешто Па Ла Манш специјално, и специфично денеска е предизвик, да, за секој И маратонец. денеска е предизвик. Јас 66-та година, животот не однесе, мојот сопруг доби преместување и се преселивме во Белград и на некој начин тоа и допринесе можда да ги постигнувам тие успеси зашто ги имав условите стварно да ти Затворени во Охрид- зимски базени, затворени тренинг зимски цела тренинг година, да. цела година и од сабајле и навечер да не одуговлечувам. И се роди идејата кај еден мој голем пријател, новинар од илустровна политика, Драгутин Грегорич, кој што довагаше на Дашмајда, да го препливаш Ла Манш, да го препливаме каков Ла Манш. Сум слушала, сум знаела дека тоа е еден од најтешките маратони, јас мислам и денеска, заради струјањата, заради примата, заради осеката, заради водата која е 10 степени, 11, како кога. Меѓутоа ме убедија. Успеа да ме убедат и тогаш илустровна политика застана зад мене, таа за све се грижеше, стварно. И стварно секако ќе се сетам како сега на некој начин што се грижат за спортистите, тие тогаш се грижа за мене, кој да ми го чува и детето и да ми се спрема храна све по прописите на спортскиот лекар Весна Ѓурѓевиќ, која што секоја недела ме носе горе на Кошутњак да ме слика, да ме снимаат и така натака. Таму беше И- спортска база, Да. практично. И таа година пак учествував на неколку маратони, тоа беше како предигра, кога тие јавија да дојдиме и тргна една поголема екипа, новинар, фоторепортер, спортски лекар, тренер и така натака и јас, која што требаше тоа да го направи. А сите тие заради тебе. Па сите, да. И отидовме таму. Се надевавме дека ќе биде можда една недела или така нешто, ќе речат, ајде може да се плива. Али тоа се беше еден месец. Чекање, Тоа неизвестност. се чека практично знакот тие Знакот луѓе од таму, капетанот. што треба да ја води трката. Кој што ќе каже дека утредента ќе стартуваме заради тоа што ќе бидат најповолни приликите. Да. Ние бевме сместени во Англија, а требаше така, тој мислеше дека е најдобро од Франција до Англија да се плива. И така се јави да ја прејдеме и да го прејдеме канал Ла Манш со брод и да одиме во Франција, таму преспавме и познатите од сабајлето негде пред 6 дојдовме на стартот, дојде бродот, буквално брод не може таму да ве прати кајче или чамец, него си има само чавец на самиот брод, за да може да излезат овие двајцата судии, наравно лиценцирани судии. Не може, ај сега мене ми текне, ќе влезам во водава и ќе пливам и ќе речем ги спливам Ла Манш. Кајше тој само за тоа да ги донесе Да ги судиите донесе и да и ги за врати не на дај Боже бродчето, да. нешто да се случи успат. Али тоа е едно помало бродче, меѓутоа е бродче, зашто брановите, струјањата се многу големи. И од сабајлето мене ме изненади еден човек во инвалидска количка. Реков, па кој е тој? Вика, тој е американец, јас имам тука и слики, американец кој што е обседнат да го преплива Ла Манш, тој беше одземен, значи ноцете парализиран и пуштен од тогашниот председател на Америка. И толку бев и јас почествувана што тој дојде за бајлето, а тој дури праша како на кој начин да ме бодри. Научи, ајде Атина. И тоа ми го викаше. И стварно, на некој начин, не знам, си реков, Боже Атина, ако тој господин дошол, дури од Америка, и неговата обсесија да го преплива Ла Манш, па ти мораш или жива или мртва. Зашто беше голема, знаеш, во новините дадена. Да, беше пишувано пред тоа и дека све оди тоа, па Атина дека да нема, преплива дека ова, дека цел она. печат на поранешна Југославија, тоа беше да. топ тема Да. тогаш.
И ништо, стартовав, али претходно тој месец дена ми дозволи на некој начин да се прилагодам на водата, кој што имаше еден холанџанец кој што исто така сакаше да го преплива ламаш, па со него трениравме заедно. Полека се привикнував на ладната вода и почна трката да не ја многу должам. Самиот тој канал е темен, мрачен, не е пријатен за пливање. Само да го погледате, па не е пријатно. И самата вода, друго е Охрид, друго е таму. Па не само Охрид, и другите води, али волјата и љубовта направија да морам да го издржам тоа. Наравно беа кризи многу големи, а најголемата криза која што ме затекна тоа беше веќе пред целта. Значи ја гледам целта, А никако да и стигнеш. требаше кај некој Кейп Гринеј да излезам, меѓутоа не. Настапи таја осека која влече. Едноставно ве влече, јас не можам, Зоране, да ти објаснам. Тоа е нешто во животот не сум го осетила. Едноставно ми враќа назад. Иако можда уште 300 метра до целта имав. И тука веќе почнав да плачам. Меѓутоа капитанот, зошто, како, не знам, тој на другите им рекол, таа ќе исплива, па мора да исплива. Нема да ја дозволиме да се качи на кајче, зашто ја збара веќе. Тогаш се сврти и поред обала, ќе исплива за 9 сати и нешто, поред обала пливав 3,5 сати. Тоа е психички ужасно тешко. Ме донесе до Доверското пристаниште, кое што е длабоко, навлезено во морето, Да. и повика неколку бродови да застанат на 100 метра оддалечени од самото пристаниште и ми направија буквално една мала патекица. И сега, дали тоа на некој начин и допринесе да јас со надлюдскиот, она што ми беше веќе останато, веќе стварно и немав повеќе сила и снага, али стигнав до обалата, станав, меѓутоа не можев. Едноставно ве враќа поново назад морето. Јас тога четвороношке, тоа сликите го покажуваат, полека излегов на сувотле, станав и патав. И браво. И Го испливав. преплива ламаш, И- тоа беше да. радост за сите Па јас мислам нас и и не. возбуда за целиот спортски свет да се преплива ламаш, тоа е херојство. И го видовме и од филмот, посветен на тоа тебе. И тука може би имаш некој коментар за Имам тој филм. коментар, стварно, прво морам да го пофалам прекрасниот режисер Александар Ѓурчинов, на кого на некој начин една можда мала му бев, не знам јас кој збор да го потребам, инспирација да кажеме, меѓутоа приватниот живот и сите тие други, ама нема никаква врска со мојот, него тоа е една филмска приказна, али Пливањето препливувањето е на тоа. Ламаш е буквално осликано. Зошто јас тука имам слики, имам документи кои што тачно го покажуваат излегувањето глумицата Неда Арнерич, Неда да? Арнерич, како излегува исто како што излегов и јас. И јас зашто таа сега плива, меѓутоа не беше пливачка. Да. Јас често пати ја А таа можеше да го одглуми тоа, бидејќи ти Таа го имаше многу одглуми, јас бев фотографии таму. од твоето Не, излегување, бев- па да. и тамо и кажуваше. и фотографиите и ја враќав на некој начин и стварно го одглуми онака буквално. Кој што беше. И ние знаеме дека тој филм на Александар Ѓурчинов доби во Пула и награда и така натака. И јас со огромна благодарност кон него, кон неговата инспирација, кон неговата способност и сите луѓе околу него кои што му помогнаа. Сега ме поистоветуваат со тој филм, меѓутоа јас би сакала стварно уште еднушка да напоменам, али само препливувањето на Ламаш. Спортскиот Другото, дел, спортскиот дел, стварно е тоа неговата инспирација да направи еден таков прекрасен филм, кој што и ден денеска јас мислам за Македонија е едно богатство Да. од филмската индустрија.
снимањето, значи, протече во ненормални услови, по мене. Со некаква временска непогода која што значеше изморено бурно море, а јас, бидејќи играв улога, нели, на камерман, од време на време излегував на палубата и морав да ме снимаат како ја снимам Неда Арнерич, нели, заради тоа што беше некаква во сценариото беше прикажана некаква спортска екипа која што ја прати Неда Арнерич, да не речам Атина Бојаджи. Значи, и беше страшно тешко, дури си имавме проблеми затоа што беа некакви ужасни турбуленции внатрешни во организмот кои што требаше да се совлада. Нели, јас побарав некаква интервенција од капетанот на бродот и му велам: капетане, кажете ми како да се спасам од оваа турбуленција, ова е навистина невозможно да се издржи. И тој ми вели: бегај Џокица долу во бродот, вика, таму е најсигурно. И навистина се симнав долу во бродот. Беше доста поумерена таа турбуленција на бродот која што предизвикува страшни промени и немир во организмот. И си велам, кој знае како се чувствува сега, како се чувствува Атина Бојаджи додека ја снимаат камерманите, како совладува нешто што е навистина само глума. Тоа се заврши добро, меѓутоа ден денес не ми е јасно како Атина Бојаджи во некакви апсолутно природни услови, со бурно море, со огромни бранови, може да совлада нешто што значи природна непогода, што значи да се совлада нешто што е навистина несекојдневно. Затоа сметам дека тој нејзин успех да совладаш некаква природна сила е навистина за поздравување и мислам дека Македонија треба да се гордее со нејзиниот успех и секогаш да биде некаков повод за некаква традиција на продолжување на успешност на маратонското пливање на Македонија. Добро, Атина. После Ла-Манш се сеќавам славје во Југославија, поранешна. Пречек во Белград, пречек во Охрид, насекаде. Беше славена како вистинска хероина. И дали тука завршија твоите амбиции спортски, веќе еве Ла-Манш беше најголемиот предизвик, успеа да го препливаш и после што? После што? Јас, ако тренирав, ако пливав, ако се грижев за мојата фамилија, поред тоа си заврши виша тренерска и педагогија, така да си мислев и кога ќе престанам еден ден, сите ние мораме да престанеме со спортот. Спортот знае на некој начин доколку граници, до каде оди границата. Јас пливав уште на не знам колку маратони сега да ги набројам, зашто кога го пливав маратонот 9:9:69, веројатно та деветка ми е... Да. Сега значи 9:9 гледачите 9:9:69 го преплива Ла-Манш. И сега 9:9:2009 ќе биде 40 години, така? Во браво сум. Што јас уште на не знам колку маратони учествував, пливав, постигнав успеси, меѓутоа сватив дека веќе треба и годините. Јас кога го пливав на Ла-Манш имав 25 години, негде до 27, 8, 9 така години пливав, си реков, Атина, веќе доста е. Се повлеков и се одедов на својата работа. Работав во детска градинка во Белград. Еден хуман и за мене најубава работа да работаш со децата и ден денеска за мене се децата еден голем предизвик. И ден денеска и тука ме повикуваат во градинките,
да им раскажам. Се разбира, ќе им раскажам една приказна, не можете на децата им кажувате Франција, Англија и тоа, меѓутоа верувајте, сега нема едно месец-два бев тука во една градинка, каде што дечината ме слушаа со отворени устина и после тоа, кога околу мене заедно запеавме, нема поубаво доживување од тоа. Ти подарија нивни сликички на срце. На срце, ги што гледат за и нашите мене гледачи тие, да. најубав поклон, зашто децата се невини, децата ве сакат и после тоа... работев и како тренер во вечерните часови во Наташ Мајдан како во Црвена звезда, зашто иначе за да можам да тренирам ме за учење во Црвена звезда. Да. И често пати дури пливав и куси патек тие 400 поголеми. Да, на првенствата тоа. Животот си продолжи понатака, да во еден некој си период дали мојата, не знам, личност која што не може да се смири, излезе една можност негде 80-тите години да одам во посета на некој начин во Америка, не размислувајќи дека толку долго ќе останам. Прво зедов едно неплатено отсуство, кое што се претвори во 9 годишно. Значи толку време помина во Америка, каде во Беверли Хилс таму некаде. Да. Сега некој ќе си рече ајде тоа се пофалби, не во почетокот. Во почетокот јас си признавам, јас не се срамам никаква работа, англискиот јазик и не го знаев добро, францускиот, италијанскиот. Меѓутоа таму завршив курс и све така. Работев како придружничка, да речам, во фамилии, додека не си ја нострифицирав дипломата за тренер, ми помогнаа стварно американци, Марлена и Бајрон, тоа се иначе евреи, прекрасни луѓе, да работам во еден спортски центар како тренер, каде што стварно бев исполнета. Постигнував и успеси, али чудно, секогаш сум сакала, не со оние кои што ги постигнуваат врвните успеси, секогаш сум сакала и сум била најсретна кога работам со најмалите дечина, да ги научам да пливаат правилно. И ден денеска тоа ми е, например, зашто стварно ако го научите детето да правилно плива и ако има и дарбата, ако го има талентот, сигурно ќе постигнува и успеси. И таму долг период, 9-10 години, после тоа враќање би рекол во пекол. Во пекол. Не сакам тука ни да се подсетувам, али животот понекогаш што викува пишува роман. Се случи тоа што се случи, мојот син кој што во тоа време живееше, некако не можеше, таман доби виза за да дојде и тој во Америка. Меѓутоа, неговиот татко, мојот сопруг, тога бевме веќе разведени, почина многу рано, многу млад. Мојот син некако не сакаше да дојде и јас испаковав куферите, тоа што можев да спаковам и се вратив. Во Сараево. Во Сараево. Во Сараево. Бидејќи таму живееше со таткото. Таму беше, да, и стан имав, и таму го откупив и све тоа, и да не должиме, знаеме што се случи в Сараево во 91 година, нешто што јас и ден денеска не разбирам. Зашто луѓето тоа го прават? Зошто не ги решаваат проблемите на еден мирен пат? Зошто повеќе не се сакаме? Со едно разбирање може све да се реши и кај нас исто и секаде и низ целиот свет. Меѓутоа се случи тоа што се случи, се оделивме, тој отиде на Илиџа, јас останав и за пеколот не сакам ни да зборувам, Зоране, тоа Добро, да зборуваме после за оние поубави времења. Поубавите дојдоа пак дома. после И сега дали беа толку убави како што очекуваше? Па јас ништо не очекував повеќе, него очекував само да најдам мир. Јас дојдов тука, бев поканета да бидам гостин на Охридскиот маратон, бев и тогашниот председател Киро Глигоров на некој начин дали ме убеди или едноставно ми кажа
добро би било да си се вратам конечно во својата земја. Јас поново се вратив на Илиџа, каде што имавме таму, мојот сопруг имаше куќа, меѓутоа немаштијата, гладот и многу неубави работи направија да јас дојдам тука во својата држава. Сега, што све сум доживеала и не можам да кажам само убави работи, има и неубави. Меѓутоа, ние сите сме луѓе, понекогаш ќе направиме нешто за што се каиме. Јас само да сакам да кажам дека малку сум тажна што Охридскиот маратон, кој што стварно, ако се сеќаваш, беше на едно огромно високо равниште, доваѓаше елитата од цел свет. Сега, гледајки од мојот телевизор, не сум таму, Не можеш да бидеш задоволна, не те исполнува едноставно. Не ме исполнува заради тоа што поново гледам дека тоне и стварно би сакала поново да го кренат, зашто, Зоране, ако не се промовираме ни светот со убавите нешта, него само со неубавите, па никој нема да не цени. Да. Во дамнешната 1991 година, кога се роди идејата за возобновување на Охридскиот привачки маратон, моја иницијатива беше да ги собереме сите маратонски асови. Климе Савин беше моторот на тој проект и во првиот мандат на оформување на комитетот беа собрани сите поранешни асови. Не засесуваше Саматина Бојачи. Таа живееше во виорот на Босанската војна и направивме големи усилби да ја помогнеме да се врати во Македонија и да стане генерален секретар на Комитетот за маратонско пливање, каде што ги покажа сите своји вредности како вреден, самопрегорен и вистински професионалец, која работеше и ги мотивираше сите светски имиња да дојдат да го видат Охрид, да учествуваат на Охридскиот привачки маратон, кој навистина беше една вистинска мека на маратонското пливање. Во тоа време. За жал, она доживеа многу дебакли, повеќе на приватен план, затоа што работеше како генерален секретар на комитетот, работеше како генерален секретар на Пливачката федерација, на крајот и покрај сите спортски признанија, спортист на векот, според Утрински вестник, великан на Македонскиот олимписки комитет, сепак дојде во ситуација да се бори за екзистенција, но благодарејќи на поновото време се надевам дека и тој проблем ќе биде решен и таа ќе биде вечно запаметена како жена која плива и мислам дека секогаш ќе победува. Атина Бојаджи, барем во македонските простори, е препознатлива преку филмот Исправи се Делфина. Тоа е една сторија за еден спортист, за сите своји премрежија што ги има поминато за освојување на еден голем врвен спортски резултат. Меѓутоа, Атина не е препознатлива само преку Ла-Манш и преку Охридското езеро и Охридскиот маратон. Таа е светска правенка. Тоа е личност која е одбележана во сите спортски енциклопедии. За нејзе има еден филм. Мислам дека треба да се направи нов, бидејќи се што го има преживеано и доживеано досега заслужува едно поинакво сценарио за низината вистинска спортска легенда. Враќањето во Македонија беше, може би, од таа желба, еве и маратонот пак да заживе и беше вклучена ти како стручен директор или технички директор, како да кажам, во организациониот комитет со мојот другар Лав Мирослав Наумовски, заедно го туркавте маратонот и многу други, да не ги се го вративте во прв момент блесокот на маратонот. Не да го вративме, јас мислам дека... Ајде, подсетине на тоа време. Па не само да го вративме, него тој беше влезен во светската серија. Доваѓаше врвот. Доваѓа 10 рангирани на светската ранглиста. Мислам,
тоа си постојат факти, ова не е сега фалба. И стварно беше Охридскиот маратон репер за нешто што во Македонија чест да ти е да си македонка. Тоа беше која година? Повраќањето, значи? Повраќањето, јас се вратив негде 97 година и веќе полека се градеше имиджот. Јас не викам дека и до тога, зашто имаше еден прекин на Охридскиот маратон и тие кои што работеа и пред мене полека го градеа, го изградивме на стварно едно високо рамниште, се појавија и тука македонски пливачи, маратонци, Томи Стефановски, Теодор Раптис, Јане Карајаванов и така натака, сега некого да не го заборавам. Меѓутоа, мислам дека сега не е на тоа ниво на кое што може да биде со оглед на афирмацијата што е. Може да биде. И се надевам, јас стално живеам во надеж, иначе ако не би го имала таа надеж, ја не знам, во мојот живот сум имала успони, падови и така натака. Сега си доста горе, еве овде сме на 14-ти кат, тука на улицата Партизански одреди, тука живееш и од тука имаш убав поглед на Скопје, сега често излегуваш, шеташ, тука е лептокарија. Па, јас излегувам до лептокарија, меѓутоа сретна сум, сакам тоа да го кажам, ако ми дозволиш. Ето, прво, мојата пријателка Вања, која што кога има време се дружиме, али ја имав и таа среќа да запознаем едно младо семејство, кое што тука многу блиску живее до мене. Тоа е фамилијата Додовски, кој што имат едно прекрасно детенце, Прешка ме праша кој е тоа. Тој е Јаков, кој што има 3 години, ми надополнува она што, не знам, сам Господ знае зошто мојот син, ето досега нема внуче, а јас сум дечарка и тој вика вака, јас имам 3 баби. Абе, ќе го прашат Јаков, како 3 баби? Абе, 3 баби? Бабаате, мене скратено, зашто во Охридате ме викаат, и то ме става како на првом бабаате, баба Маре и баба Ботка. И се луѓе кои што не знаат, а која ти е таа бабаате? Абе, бабаате. И стварно сретна сум што ја имам љубовта на прво тоа детенце и на таа фамилија и на многу други сега да не ги набројувам, и тоа ме храни. И сега јас пак ќе се вратам на спортот, нема да е ова крај на разговорот. Како го гледаш во овој миг пливањето во нашата држава? На жалост, не знам зошто и што се случува со пливањето. Стварно, јас сум доста тргната од тоа, меѓутоа често пати мене и поносна сум на тоа, што там каде што се федерациите, каде што работев, и ден денеска ме повикуваат моите драги пријатели, кои што не се од пливачкиот спорт, од Пинг-понгарската федерација, од Фершпед работнички, некогаш кога има така малку слободно време, ќе речат, ајде дојди ти на малку да се дружиме, и слушам таму дека во пливачкиот спорт има некои проблеми и јас искрено, Зорене, не ги знам проблемите, само им посакувам да ги остават настрана суетите, нека размислуваат на децата дека треба да се занимаваат со спорт. Знаеш ти, пливањето е еден од најблагородните, не заради тоа што јас сум се занимавала, меѓутоа прво ве прави една здрава личност, друго ве изградува во едно убаво тело и така натака, сега некој погрешно да не ме свати. Светот го знае и тоа е потврдено, нема тука дискусија за тоа. Стварно им посакувам да на некој начин најдат модус вивендус да пливањето тргне, зашто ние и во Куси Патеки имавме пливачи кои што ја представуваја земјата. Зошто и понатака? Зошто малите деца да не одат, да тренираат, да пливаат, да научат да пливаат. Сега зборувам само, али јас слушам и во другите спортови, има доста некои препукувања и тоа, јас само со една порака, валда го имам тоа право, со моите години, да на сите спортски работници им порачувам да остават настрана све она што е лошо, нека гледаат напред,
нека размислуваат на тие деца и нека направат да спортот оди напред, зашто имаме голем потенцијал во ова наша преубава Македонија. Па Тина, мислам дека се кажавме и мене посебно ми е мило што е ова првата емисија за македонските спортски легенди. Ја почнавме навистина со една легенда, гледачите може би за прв пат слушнаа некои работи сега, особено оние твои доживувања за време на порните трки. Покаже дека си голем борец таму во водите, таква си во животот, верувам дека ќе продолжиш така, па еве ти посакувам се најубаво. Јас уште еднушка се заблагодарувам и поготово стварно тебе и посакувам на наша ТВ само да оди нагоре и да биде прекрасна телевизија. Благодарам. Зошто има потенцијал.